Да, продолжуваме во студио 10 на тема семено насилство. Гостинка е господја Елена Демишевска од Националната мрежа на жртви против насилство. Благодарам што прифативте да бидете гостин и да разговараме за значајни теми кои што го засегаат македонското општество, пред се жените. Благодарам за поканата. Така. Пред да почнеме со разговорот, предлагам тука заедно да снимаме, односно да емитуваме разговор кој што го снимивме со една, за жал, жртва која што со скриен идентитет раскажуваше, како што вели таа, за тортурата која што 8 години ја трпела од невенчаниот сопруг, меѓутоа за среќа после 8 години се одважила и случајот го пријавила во полиција кај надлежните институции, каде што веќе и обвинителството има отворено предмет, меѓутоа еве конкретно за што се работи и која била тортурата која што ја трпела оваа жртва, предлагам да го погледнеме заедно разговорот, па потоа да ја отвориме оваа важна тема. Сам старт, бракот, да кажам, не беше катастрофален. Секогаш беше он што ќе нареди, он што ќе каже, ја работев, он парите ги зимаше од дуќан, ги коцкаше, ги трошеше на жени. И родив 3 деца со него, мислев дека ќе се подобри, меѓутоа се полош и полош остануваше. Знаеше да ми степа за буквално базирна работа, како да кажам. За безвеза нешто ќе се налути, ќе ми степа. И со големото дете морам да напоменам, тако беше, зашо и да се случеше, све големото дете беше криво, малтретирано, тепано од негова страна. Се до дента кога се случи семеново насилство, кога собрав храброст да го пријавам. Зошто до сега не сте пријавиле воопшто за ваквите инциденти? Ми беше страв, зашто ми се закануваше. Носто беше, значи, цели овие 8 години беше со тоа, ќе те убијам, ќе ти сачам, на неколку пати ми се има заканувано и со нож, ми има давено. Да. Како ја гледале целата состојба децата, каде сте живееле овој период, овие 8 години? Значи, во мојата куќа што сум ја купила јас, живеевме заедно. Како ја гледале состојбата, секогаш се расправи со тепање. Ми мократи ден денеска дечињата, стресни ситуации. И од страна на бившиот невенчан сопруг и од страна на сестра. Многу бев и психички малтретирана, и физички малтретирана. Вие сте живееле заедно со сестрата на... Да, и со сестрата, и со мајка му, и со секој што почината. И каде сте живеели изминативе 8 години, да ни кажете? Изминативе 8 години во куќата што ја купив. Претходно сме живееле под Кирија. Под Кирија живеевме. Добро. Колку време сте живееле во куќата што сте ја купиле? Од 2019. И сега вие каде живеете, каде живее господин? Господинот живее во куќата, ја сум под Кирија со 3 деца. Така, зошто таква е ситуацијата и дали сте се обратиле до институциите за овој проблем? Сум се обратила, секаде си имам обратено и во јавно обвинителство, и семено насилство, и полиција, сите дигаат рамења, чекаат судот да реши што ќе се случи, како ќе се случи понатаму. Немаат ингеренции да го избркаат. Додека не се реши, да. Он има поднесено предлог за судска забрана, да не можам да отуѓувам куќата, 4 возила на моје име. Еве сега, прошлата недела дознате дека му е одбиено тоа барање. И сега ќе се води постапка плюс за тоа. Постапка за да покренам јас, да, ќе покренам јас, да се види што ќе се... Да, еве, сега да придеме како што велите најризичниот момент, мислам дека рековте декември или септември 2025. Септември, значи, со сопругот почнавме да се караме. Стана да ме тепа. Извинете, сега не може многу, джаби ми се брагаците. Мудри при 2 бокса, после во вецето мудри по стомак, кај изгубив свест. Со несести, после избегав од него, во спалната ме давеше, се засушуваше тоа протеците. И на крај во салонот ме зема и таму да ме тепа и со маса мудри по глава. Ден денеска дел од главата не осеќам. Во кратки црти.
Не може да скоро. Значи цела ноќ се случуваше тепањето на 25-ти и до сабајлето ме седна во кола, ме однесе во пекарата кај што си работев, да продолжам со работа, ме заклучи таму во дуќан. Он доаѓаше да зема пошто правев пецило за 2 дуќана, го земаш он тогаш пецилото, за да не искачам ја да шетам на таму наму. И таму ми степа во дуќан исто. Ми се закануваше, значи да идам во социјално да дадам изјава дека се откажувам од децата, да идам на нотар да ме препишам куќата и дека ќе ми се чена стои едно парче и ќе ме фрли го 101 контингент. Се до први, така, до 1 октомври така се одвиваше ситуацијата, он ме носеше, ме зимаше, нонстоп бев со пратња, како да кажам, со сестра му бев цело време, не ми спушта од вид. И на први вечерта во околу 2 часот наутро, преди да ме се на работа, станав ја и избегав. На колена избегав и се упатив кај една пријателка и после отидов на ургент. Од ургентно ме прегледа, хематоми, не знам на колку места утврдеа, со тоа што викнаа полиција. Полиција ги викнаа семејно насилство и на почеток беше се, не се секирете господјо, ќе си бидете вратени во куќата, се ќе си биде вратено, само ве молиме нема да се откажувате. Зашто имаме многу документации, запишување, да не биде само се да пропадне во вода. Ја им кажав дека не се откажам. Меѓутоа, како што гледам сега, затоа и многу жени се откажуваат, наискрено, зашто многу притисоци се прават, а институциите сите дигаат рамења, само се префрлаат топки. Полицијата ние не можеме без обвинителство, обвинителство не можеме без овој, и се си иде во круг. Каде го гледате застојов на институциите за вашиот случај? Тој инцидент, кога нели сте завршиле во ургентен, кога ви рекли од полицијата не се секирете, што се случуваше понатака? Значи, застојот го гледам најмногу во полициската станица Ѓорче Петров. Најмногу таму го гледам застојот, бидејќи на неколку наврати кога ќе отидов да пријавам, значи, и малтретирање, вознемирување од страна на господјата, сестра му, додека беше господинов во притвор, со зборовите: ама господјо, уште ли не се ги решивте вие проблемите, ние ли да ви ги решаваме? Ја што на тоа им одговарам: па нормално, ја ќе дојам кај вас. Каде да се обратам? Значи, вие сте таа институција за поплаки, за жалби, значи ме вознемируваат. Каде да пријавам јас? Со тоа што со еден сметковоѓа што беше, не знам како се викаше, дури си искарав на шалтер, не кеше да ме прими во канцеларија. Си искарав на шалтер, да знаете од сега више и на вас пријави ќе ви пишуваме. Не можеме више ние со вас да се расправаме. Буквално тие зборови ми ги кажа. Сега го пријавувам и покрај ова решение што го имам за привремени мерки, он ме демне, поминува кај што живеам, кај што работам, а не сме до 100 метри да ми се доближува. Одам на 9 го пријавувам, на 21 го пријавувам, на 29 они ми утврдуваат дека писмено за јануари, да, 2026. Значи полиција ми утврдува дека писмено се известени семејно насилство и социјално, а оствари немало врска. На 29 више ги викнаа од социјално, од семејно насилство. Тогаш они дознали дека ја претходно сум пријавувала. Меѓутоа и семејно насилство дигаат рамења, сами викаат: вака немаме доволно докази, џаби да земаме записник што да правиме, како да правиме, све ќе пропадне во вода. Да се земеш да си го снимаш ти сам. Сега, од кога првпат се запознаваат институциите, односно кога се завршиле во ургентно, каде што полицијата дошла и направила записник, институциите понатаму што преземаат и што презели до сега, докаде постапката и во однос на обвинителство и во однос на забраната која што ја има граѓанскиот суд донесен. Значи на први одма го приведоа. На 1 февруари. На 1 октомври.
На 1 октомври. Да, на 1 октомври одма го приведоа господинот во притвор. Обвинителството се започна стварно итна постапка беше, пошто е притворски предмет. На почеток не можам да се жалам дека не превзема и не забрза. Обвинителството го гонеше за насилството и за Заложништво. за заложништво, да. За присилно држање. Меѓутоа, од рочиште на рочиште, се нешто сведоци они зима, значи судиката јасно и гласно им кажа дека сведоци се само тие што биле на настанот. Сведоци беа само мајка му и сестра му. Од кои причини, како причини сега не знам и ја не се разбирам толку, беа повикани и други сведоци од праната што тоест неговите адвокати што ги приложиле, беа и они сослушани, колку што знам, пошто јас сега не идам на рочиштата, причина да не од стресот што го има. Семено насилство, од тоа што ветуваа дека ќе биде, ќе се бидам вратен на едно друго, ништо. Дигаат рамења. Само на тоа се вадат, судот што ќе одлучи. Во кривичен. Во кривичен суд, така. Кривичен. А кога е започната постапката? Крај на Првото рочиште го имавме на 5 октомври. 5 октомври, на 27 октомври другото рочиште беше, и други не ги памтам кога, имаше во декември, на 22 декември, имаше сега дури 16 февруари. И сега, судската одлука, практично што очекувате од судската одлука? Условно кажано, последици за самата жртва, меѓутоа и околу имотот. И се вратите дома, така? Да. Значи, наискрено, сакам да се вратам дома, нормално тоа. Што очекувам, ја како очекувам, не знам да ви кажам искрено. Бев голем оптимист кога започнав цела оваа работа, меѓутоа сега како што гледам како се движат работиве и не верувам дека толку и ќе се заврши работа. Наискрено и затоа сега сакам да апелирам и до министерот Тошковски, ако можам да кажам, значи да малку да се обрати повеќе внимание на жртвите што го понесуваме ова. И да се види институцијата како се работат својата работа. Ја искрено не сум задоволна од ниједна институција, само можеме да кажам од социјално. Од социјално сум горе-доле задоволна, колку што се можат во рамките на законот да влијаат, социјалното да. Иначе и од обвинителство не сум задоволна. Ви кажав, од полицијата па ич. А зошто до обвинителство, нели тие се покренуле предмет во судот? Значи, еве се искрено ќе кажам, самата обвинителка Ивана ми вика, Ивана што да правиме, он само се поминува. Значи, вчера го викнале во обвинителство. Со тоа што господинот се кажува неговија либи дека само тој пат е за поминување. Тука поминувал покрај куќата, девојка му живеела тука, а ја знам дека тоа не е точно. И наискрено со обвинителката малку дојдовме во конфликт и кажав слободно дојдете и вие и господинот, па да се соочиме заедно, па да ви покажам ја од колку места може да идам на работа. Дека не мора баш од таму да поминува, кај што работам јас. Значи, според нели ова што го зборите, еден од најголемите проблеми е што едноставно не сакате да вознемирува повеќе. На 21 декември. 21 декември. 21 декември. Донесена. Додека заврши, очекувате да заврши судскиот процес? Па се надевам искрено, но како што гледам, се нешто само се пролонгира. И наискрено многу ми е страф и дека и нема некоја казна да добие. Претходно во разговор ми кажавте дека сега имате можности да поднесете нели барање да се исели. Како е таа процедура? Да, бидејќи чекавме, он има поднесено предлог забрана да не можам да отуѓувам куќата, колите 4 што ги имам на мој име, мој што си се.
има поднесено во граѓански, во граѓански суд, меѓутоа одбиено има тоа барање. Така да јас сега господинот е известен, така му давам рок да се исели доброволно, ако не, тогаш ќе поднесам јас кривична тужба да го иселат. Барање до полицијата да се... Барање до полиција, до суд. Госпоđо, за на крај, пак ќе ве прашам уште еднаш, што очекувате од целиот оваа ситуација, која што за вас е болна според тоа, што го кажавте, иде напад до упатите до институциите? Значи, сакам апел до институциите да упатам посериозно да се ги превземаат работите, особено мерката за привремени забрани, еве како мене што ми е решена. Не знам, стварно, не знам како да се изразам. Многу несериозно се поставуваат. Исто така сакам и да апелирам, значи, што побрзо да ги решаваат ваквите случаеви, бидејќи не им е лесно на жртвите. Во мојот случај е најискрено испадна како онда е жртвата, онда е истепаниот, онда е избрканиот, а ја останав на улица. При моја све, при моја куќа, при мој возила, при мој бизнес, останав ја на улица со 3 малолетни деца. Да, тоа беше разговорот со жртвата на семејно насилство, која што одлучи со скриен идентитет да проговори на нашата телевизија, како што кажа, затоа што се плаши од одмазди, затоа одлучи да говори со скриен идентитет. Госпожа Елена, го слушнавме разговорот на Скопјанката, која што, како што вели, е жртва 8 години на семејно насилство. Зошто според вас жртвите најчесто одлучуваат да молчат, па дури и околу долг период? Причините за непријавување на насилството се навистина различни. Најмногу зависат од ситуацијата во која што се наоѓа жртвата во смисла на и финансиски ресурси, но и социјални ресурси, затоа што пријавувањето на насилството е само првиот, најосновниот чекор, од кога ќе отиде жртвата во институција, независно дали е центар за социјална работа или полиција, тука почнува се, тука не прекинува се. Тука почнува еден цел еден процес, еве како што жената зборуваше, значи почнуваат постапки, иселување од домот, кој ќе се исели, каде ќе се исели. Видете, во овој случај дури таа има и сопственост на нејзино име, значи имотот е на нејзино име, а сепак таа го напушта домот. Мора да имаме на ум дека животот во насилство е навистина тежок, но одлуката да се остане бездомник, да се остане на улица е уште потешка. Затоа што некогаш пријавувањето на насилство значи дека жената нема да има каде да живее, нема каде да спие со своите деца. Особено ако нема поддршка од блиското семејство, од примарното семејство, од родителите, тоа знаеме дека не се случува секогаш. На жал, родителите, браќа, сестри не секогаш ја прифаќаат таа нејзина одлука да го пријави насилството, затоа што прво го доживуваат како срам за целото семејство, второ, многу често можеби и немаат ресурси да тие и помогнат. Така да, одлуката да се пријави насилството навистина е тешка одлука. И без да ја знаеме точно ситуацијата во која што она била, можеби децата се мали, таа оди на работа, ако е напушти насилната средина, кој ќе се грижи за децата ако таа работи сменска работа, значи може да ја изгуби работата. Па после да остане без никакви примања. Ако е без работа, не може да плати кирија. Значи тоа е навистина една многу тешка одлука заради тоа што повлекува со себе ред други работи кои што ние во моментот, еве вака како што јас и вие седиме овде и зборуваме за насилство, можеби на вас во прв момент нема да ви паднат на памет, туку ја слушате како раскажува за страшното насилство што го преживувала и свикате зашто 8 години не пријавила. Но нема да ви текне и на многу од генерално општата популација која што не се сретнала со овие случаи, која што немала ваков случај во блиското свое опкружување, нема да седнат и да размислуваат кои се сите тие причини.
Тоа е напуштање на не само на насилство, напуштање на еден живот и почнување на почеток да се креира еден нов живот, ама нов живот од почеток, од нула. Најважниот чекор практично на жртвата. Да, и затоа таа одлука е најтешка. Да се отиде во институција и да се пријави насилството. И многу често жените кои што се обраќаат кај нас во советувалишните центри со кои што располагаме, тие сакаат да зборуваат, сакаат да се консултираат, прибираат информации, но не се спремни да отидат да го пријават насилството. Зашто пријавувањето во институција значи напуштање на домот во кој што таа моментално живее. Колку има вакви случаи кои што нели жени, жртви на насилство, не го пријавуваат случајот во институциите на системот? Видата, Неблагодарно е за бројка да збориме, меѓутоа еве процентално така. Земејќи во предвид дека ние сме држава каде што особено за сите прашања, или еве јас ќе зборувам за ова прашање на кое што работам јас, а тоа е родово базирано и семено насилство, ние имаме толку сиромашна статистика, што навистина е неблагодарно да зборуваме за било какви проценти. Она што можам да го споделам е дека едно од порелевантните истражувања кои што се направени, објавено е 2019 од ОПСА, е спроведено, односно поддржано неговото спроведување, покажува дека во нашата држава само 2% од насилството се пријавува. Просечната статистиката барем онаа која што ја води Министерството за труд и социјална политика вика дека, добро сега има ново име, ама неважно, вика дека имаме 1500 до 1700 новопријавени случаи на насилство годишно. И сега тоа според ова истражување на ОПСЕ кажува дека само 2% од вкупниот број на насилство. Значи генерално во нашата држава семејното насилство е многу малку пријавено. Да. Меѓутоа, дали можеме да кажеме дека голем број од жртвите не го препознаваат почетниот стадиум на насилството и кои се, нели еве за јавноста, раните знаци на насилство? Видете дека не ги препознаваат оние почетни, можеби посуптилни форми. Или ги занемеруваат, еве да речеме така. Да, затоа што постојат и доста погрешни сваќања во нашето општество што е љубов, што значи партнерство, како треба едниот и другиот партнер да се однесуваат во врската, односно оние вредности кои што ги наметнува патриархалните вредности кои што се уште обстојуваат кај нас, колку и ние да викаме дека сме едно модерно општество, сепак тие вредности се уште се доста застапени. Така да тие суптилни знаци на почетокот кои што ние ги викаме црвени знаци за насилство, точно дека многу често се пропуштаат. Пречестото контактирање и контрола, каде си сега, каде ќе одиш после. И сега тука не треба да се измеша со тоа дека партнерите не треба меѓусебно да комуницираат како ќе им тече денот, но има разлика меѓу разговор за тоа како тече денот или на крајот на денот како поминал денот, а има разлика меѓу тоа да постојано се преиспитува партнерката, каде оди, со кого оди, да се коментира нејзиниот изглед. И тие не се толку директни коментари навредливи на почетокот. Туку се можеби и повеќе као од аспект на љубов кажани, од аспект на грижа, да речеме за нешто што тој смета дека е несоодветно облекување, дали е претесен фустан или предлабоко деколте, но сето тоа е на почеток, сите тие на почетокот се видливи, се покажуваат. Кој сака да ги види, кој не сака да ги види. И особено една од работите што многу често се случува, а тоа е лепење да не речам за партнерката, од што многу ја сака постојано да биде со неа. Но тоа е едно манипулативно однесување да се изолира. Значи тоа е првиот чекор како насилниците ја изолираат жртвата од својот социјален круг. Јас и ти ќе бидеме постојано заедно, јас и ти, нели? Сме си само доволни, не ни е потребен никој друг. Па ќе почне со напади кон другарките, кон другарите, дека не се добри, сакаат да наштатат. Па може тие пота коментари да поминат и кон семејството, да проба да создаде антагонистички чувства према членовите на семејството, за да ја оддалечи од неа, затоа што тој ќе може единствено да ја контролира ако таа нема
нема, како да речам, социјална мрежа на поддршка, нема луѓе блиски со кои што ќе ги зборува овие однесувања. Затоа што дури и таа на почетокот кога е заљубена, ако не може да ги види овие знаци, ги сподели со своето семејство или со блиските пријателки, тие ќе ги видат. И ќе собере и храброст, тие ќе ја така да. опоменат, па таа ќе прекине врската. А вака кога ја изолирата од пријателите, таа нема со кого да сподели, целосно му верува. Но сето тоа е со изговор љубов. Никогаш насилството на почеток не почнува со закани, навреди и понижувања. Секогаш е тоа кажано со сладки, со убави зборови, кои што имаат позадина да се направи позадина да се изолира жртвата и да се намали незината мрежа на поддршка. Така. Нели во Македонија, нели во светот имаме разни видови на насилство, психичко, физичко, семејно, па дури економско насилство. Во Македонија кои се најзастапени според вашите информации? Интересно е, како кажавте, дури и економско. Так. Економското е скоро секогаш препратено. Инаку семејното насилство е една форма со своите подвидови. Значи, во рамки на семејното насилство може да се случува психолошко, физичко, сексуално, економско. И најчесто одат заедно. Што значи економското насилство? Економското насилство може да биде да се врши преку забрана да работи, за да нема сопствени финансии. Или партнерот, насилникот премногу се меша во изборот на работното место. Значи тој одлучува таа каде може да работи, каде не може да работи. Доколку сепак ќе дозволи да работи, финансиите ги контролира, односно може да ја зема платата веднаш што ја добива, или пак да детално следи како таа ги троши парите. И во економското насилство влегува и оној дел со имотот, се купува заеднички имот во текот на бракот, но собственоста е на негово име. Да гласи. Да. Дали е кола, дали е стан, дали е нешто друго, собственоста е негова. А учеството, нели, финансиите се заеднички, а собственоста е негова. Така да тој на тој начин пробува да себе си се зајакне, а не за да осламне најмногу што може, за да не може да замине. И да, економските причини се една од најголемите причини зошто не заминуваат се е економската зависност. Затоа што нашите плати не се во согласно со трошоците месечни кои што се во државата и многу често двајцата заедно едва излегуваат на крај со крај врзуваат, а таа сама, ако треба да плаќа кирија, ако треба да плаќа режиски трошоци, ако треба да купува храна, хигиена, нели се она што е месечна дневна потреба за неа и незините деца, еве, синдикалната кошничка што вика, колку средства се потребни? Над 50.000, 55.000 денари? Значи таа треба да има плата над 60.000 денари, за да може овој чекор да го превземе, да отида под кирија, со тоа што да не забораваме синдикалната кошничка не пресметува кирија. Така. Еве да се вратиме, може ли насилникот да се рехабилитира? Имате ли вакви случаи кои што нели? Ние немаме, затоа што ние не работиме со сторителите на насилство. Вашите информации, така. Да, во нашата држава има регулиран психосоцијален третман за сторители на насилство. Една од граѓанските организации во Македонија работат по оваа програма, односно, но таа програма прво е ограничувачка. Дел од сторителите злоупотребуваат алкохол или различни дроги. Тие не може да влезат во оваа програма и да ја следат, затоа што мора прво да се реши зависноста. Дел од сторителите имаат психички различни состојби и расстройства и тие не може да влезат во оваа програма. Значи во оваа програма може да влезат сторители на насилство кои што не злоупотребуваат никакви супстанции, кои што се имаат добро ментално здравје, да го речем. И во периодот од 6 месеци работат на промена на однесување, односно учење на нови ненасилни начини на разрешување конфликти, справување со стрес и лутина и слично. Успешноста на вистина не знам дали измерена, пошто ова е прилично нова програма кај нас. Успешност колку сторители ја поминале во овој момент не е толку важно. Важно е дали тие во следната врска
ќе го повторат насилството, а за тоа треба да поминат одреден број години. Оваа програма неколку години се спроведува кај нас, да ако не се лажам, можеби 4 години најмногу. Така да потребно е време да помине, да видиме овие први сторители кои што ја поминале програмата, дали во новите врски во кои што ќе влезат ќе го повторат насилното однесување. Така без државниот систем апарат не можеме да го решиме проблемот. Вашите информации што говорат, кои се најчестите пропусти во нашиот систем за разрешување на овие проблеми во општеството? Дали судството, дали можеби... Ние секаде имаме предизвици. Она што, ако можеме некако да ги сумираме во три главни групи на предизвици, првото е непостоењето на минимални достапни и пристапни услуги. Оваа жена кажува како избегала. Така се спасила, така морала да избега. Сега таа избегала, ние како држава немаме баш многу опции да ја понудиме да ја сместиме. Затоа што бројот на кревети во шелтер центрите се прилично ограничени. Нашите шелтер центри работат и по еден веќе застарен модел, односно се од затворен тип. Кога жената ќе биде сместена во шелтер, ако веќе се најде место, таа не може да го напушти шелтерот следни, не може да се движи слободно, не може да оди на работа или било што, затоа што државата функционира и шелтерот функционира со идејата дека треба да ја заштити, дека тој треба да биде на скриена локација, и таа да остане таму додека низината безбедност не биде загарантирана. А ние немаме начин како да ја загарантираме низината безбедност, затоа што дури да се изречат привремени мерки за заштита, тие секогаш може да бидат прекршени. Што правиме ние со овој затворен тип на шелтери? Ние уште по неблагодарна позиција ги ставаме жртвите, затоа што ако таа имала работа, може да изгуби работата. Оваа жена има собствен бизнис. Таа, ако не се појави, бизнисот ќе и пропадна, да речеме. Веќе во европските земји со многу години наназад овие шелтери се од отворен тип. Тие згрижуваат жртвата, државата изрекува, судот изрекува привремени мерки за забрана за доближување, но жртвата може да напушти, може да си отиде на работа, може да заработува пари, тие обезбедуваат поддршката која што е потребна, психолошко советување, правно советување, адвокатско застапување, но сепак таа може да продолжи да живее. Ние ги ставаме како, да не речам, во затвор. И сега, многу од жртвите одбиваат да бидат сместени во шелтер. Значи, да се враќаме на ова што претходно го зборувавме, дека таа или треба да најде начин каде да биде сместена на друго место, или да остане во населената средина, пошто нашиот шелтер нема да ја помогне, или ќе биде сместена таму 5 дена, од која ќе излезе, па нема каде да отиде. Советувалишта, како што раководиме ние и неколку други граѓански организации, исто така има многу малку. Генерално фокусирани во Скопје. Покрај Скопје уште во 5 други градови во државата има советувалишта, каде што жртвите може да добијат информации, психолошко советување, адвокатско застапување, кариерно советување. Значи, жените во Македонија, жените и девојките кои што се жртви на насилство, немаат каде да се обратат. Има многу малку места каде што може да побараат помош. Значи, системот на заштита, онаа итна, првична заштита е навистина не исполнувани минимални стандарди. Вториот дел е како ние и обезбедуваме поддршка на жртвата од аспект на продолжување на животот. Тоа е, како што ние го нарекуваме, реинтеграција. Во нашиот закон постои еднократна парична помош, еден дел каде што во Закон за социјална заштита кој што вика жртва на семејно насилство ќе добие еднократна парична помош од 15.000 денари. Овие 15.000 денари треба да помогнат на неа да продолжи со животот. На кого тоа точно ќе му помогнат 15.000 денари еднократна помош? Значи, тој дел на финансиска поддршка на жртвите, поддршка за нивно вработување доколку не се вработени, поддршка за децата, за било какви потреби кои што би ги имале, дали се предшколска или школска возраст, ништо не е точно регулирано. Ова го кажам од искуство, зашто знам ние, односно моите колешки кои што работат во советувалишните центри, колку енергија вложуваат за да ги запишат децата во градинка, за да може да почне таа да бара работа. Тоа е еден цел систем на поддршка кој што треба да биде развиен, кај нас не е. И третото е судството и судските постапки.
се спори, се долготрајни, особено кривичните постапки. Затоа што една кривична постапка може да трае и до 2 години за некоја од кривичните дела кои што се поврзуваат со семејно и родово базирано насилство. 2 години таа жена живее во неизвестност. Еве како што и жртвата која што вие сте ја снимале кажа, не знам ни дали ќе добија казна на крај. Не знам ни дали ќе биде казнат, дали ќе биде осуден, може да биде осуден со условно. Што значи ќе му се даде условна казна дека во одреден период нема да смее да го повтори делото, но тој ќе шета слободен. Таа жена не чувствува дека правдата е задоволена или дека таа е заштитена од институциите. Така да ние имаме предизвици на сите нивоа на заштита. Од итната, на почетокот што е, до судската заштита и гонење на сторителите. Да. А колку според вас се спроведуваат ефективно заштитните мерки против сторителите на насилство, затоа што во тој период додека траат и судските постапки и додека жената се згрижува во шелтер центри, сепак треба да биде заштитени од тие сторители на насилството, па дури и жртвата која што ја снимавме кажа дека невенчаниот сопруг, како што кажа, нели, за телевизија ја демне постојано, односно не ја почитува одлуката за оддалеченост. Да, тоа се случува и сега она што таа може да отиде во полиција и да пријави дека го гледа во нејзина околина, ама треба и да докаже. И тоа исто така уште еден предизвик. Цело време доказите се оставени на неа. Апсолутно дека нели никој друг не може да го каже тоа, нели никој друг не може да знае дали он нејзе следи или не, но треба да се најде некој по различен начин од тоа да таа цело време собира докази. Привремените мерки се прекршуваат, не може да кажам во колкав процент. Кога ќе се прекрши привремена мерка, жртвата треба да се обрати во полиција или во центар за социјална работа за да каже дека мерката е прекршена и после тоа се следат чекори кои што ги превземаат институциите, односно прекршување на судска мерка е казниво, е кривично дело затоа што тоа е во суштина прекршување на судска одлука. Но и тоа е процес кој што трае. Да. Она што е најболно, како се постапува кога жртвата е дете? Какво е вашето искуство? Зависно кои се сторители, да. Така. Ако се сторителите родителите негови, родителите го вршат насилството врз детето, тогаш детето се одстранува, се одзема од нив. Има ли такви чести случаи кај вас? Видете, кога е жртвата дете, можам да кажам дека институциите навистина по-брзо и поитно постапуваат. И кога се работи за малолетни лица, ние во суштина, освен да, ако дознаеме од друго место дека нешто се случува, ние мораме да пријавиме. Ние не можеме да постапуваме, не можеме да обезбедиме никаква помош на малолетно лице, не дозволува законот. Затоа што дури да дојде на психолошко советување, да речеме 15-16 годишна девојка и да кажува дека преживува насилство, ние мораме да дисконтактираме родителот и мора таа да доаѓа со одобрување од родител. Не смееме да работиме со малолетни лица без согласност од родител, старател, нели, кој да е. Дека се постапува поитно, се постапува, дека системот за заштита на деца од насилство е соодветен, еве не знам. Не знам. Како да речам, има и таму многу предизвици, затоа што точно ќе го одземете детето од родителите, ако родителите се сторители, ќе го одземете детето од родителите, ќе го сместите во згрижувачко семејство, но прашањето е што правиме после со родителите. Дали работиме некако со нив, дали тие добиваат соодветна казна за насилство што го вршеле, зависно од типот на насилство, од формата, се работи на нивна рехабилитација, дали се работи нешто? Така, како последно прашање во овој разговор, ќе ве прашам дали законската рамка е, да кажеме, доволно строга за нели се спречат овие несакани појави, или пак како и вообичаено во Македонија законот е добар, меѓутоа треба во пракса да се спроведе. Законот за насилство врз жени апсолутно е добар, може да биде унапреден, но тоа не е итно пресудно, така. И пресудно. Тоа е законот за насилство. Кривичниот закон и кривичните дела кои што го земаат семејното и родово базирано насилство како отежителна околност, висината на казните јас нема да ја коментирам заради тоа што многу ретко се изрекува вистинска казна. Најчесто, особено после првото дело, секогаш прво одат со условна осуда. И сега
Тоа е исто така една порака која што ја праќаме. Условна осуда, значи ние му даваме втора шанса, а не сме го ни казниле за првово нешто што го тој секако повредил некого. Секако вршел насилство, ние не му даваме казна, туку само ја знаете како го разбирам тоа, како опомена. Те опоменуваме да не го повториш, ова ќе ти го простима. Тоа не е баш силна порака дека ние сме држава која што се бори против насилството и сме држава која што се залага за нулта толеранција. Условните пресуди се опомена како во школа, кога ги опоменуваме децава кога ќе сгрешат нешто. Така, не останува уште минута време, би сакал да ве прашам дали се евидентираат случаи на повторно насилство по донесени судски одлуки, затоа што секогаш мислиме кога ќе се донесе судската одлука, работата е завршена, меѓутоа таа дата база не постои. Ние сме барале податоци и од судот и од министерството за колку од привремените мерки се прекршени. Никогаш не сме добиле такви податоци, затоа спомнав на почетокот. Нашата статистика е навистина минимална. Ние само броиме новопријавени случаи. Не следиме дали еден случај се пријавува повеќе пати. А важни алатки се овие податоци. Апсолутно, така. За да може да го изградиме системот како што треба, за да може да изградиме систем кој што навистина ќе ги заштити нели жртвите и ќе ги казни сторителите. Еве, например, јас не сум прочитала, можеби сум ја пропуштила, но не сум прочитала анализа каде што се проверило и се офатиле сите случаи на условни пресуди, колку од сторителите го прават повторно делото, па дали има втора условна или веќе вториот пат се казнува и со колкава казна затвор се казнува. Тоа се истражувања кои што ние мора да ги направиме, анализи кои што мора да ги направиме, за да видиме дали реално условната казна ни врши работа или само џабе изрекуваме. Така. Елена, ти благодарам за разговорот. Се надевам дека овие сугестии, идеи и размислувања ќе бидат земени во предвид од институциите со цел нели ублажување на овој проблеми, се помалку случаи на семејно насилство. Да се надеваме. Така. Тоа беше Елена Демишевска, крајниот разговор за студио 10. Тука јас се одјавувам, останете со програмата на телевизија 24, имајте убав ден.